Берово, град во источна Македонија, сместен во падините на Малешевските планини. Беровчани за нивниот град раскажуваат со посебна гордост. Па прво ќе ви кажат, Берово е град со најчист воздух, најубава природа, најубаво сирење и секако најубави и најспецифични изградени манастири и цркви. Наш домаќин во Берово е Ана Пачемска, потекнува од беровска фамилија, а Ана со цела организирана агенда започна со прошетка низ градот. Прво заминавме во Старо Берово, овде на 800 метри надморска височина. Се родил градот. За берикетен и благословен ден. Заедно со Ана заминавме прво во црквата посветена на Мајката Божја, Богородица. Отец Фотий, со уште 2 монаси, живеат во конаците на манастирот. Изградбата на црквата е од поново време, иако и порано тука имало црква, нема точни податоци за нејзиното потекло. Овој храм е од поново време. За прв пат се прави иницијатива 1972 година од свештениците отец Гаврил и отец Михаил, сега починат. И на местото на старата, т.е. до старата црква Балаклија, посветена на Балаклија, празникот Балаклија, се прави исто поголем храм, кој денес го гледате, и се фрескописува за временски период од 10 години и се пушта во служба во 2002 година со благослов на неговото високо преосвештенство митрополитот Наум, благословува да дојде тричлено монашко братство и од тогаш тука се извршува секој ден литургија и во неделите и празниците, кај што присуствуваат голем број на граѓани од градот Берово. Беровчани се позитивни луѓе. За се во градот имаат приказна, по некоја легенда. Васко Базговски во наследство заедно со неговите братучади добила куќа. Таа е изградена во беровски стил. Така раскажа Васко. Беровчани старите куќи ги граделе секога со влезната врата кон исток. Сонцето да ги буди и луѓето да бидат срекни. Мудри биле старите наши, додаде Васко. Тука сме од Берово, населени сме, никој не знае кога е било това. Па туа и живееме там на другата страна на Берово, малку пононам. Иначе туа ни имото. Бахчи тука, плевни, сточарство, нешто со сточарство занимаваме туа. Невработени сме, јас и брат ми, женен сам, 4 деца имам. Што знам, јас ка сам слушал од дед ми, од татко ми, за таа куќа. Дед ми е бил 90 години, кога почина беше 90 години, он не памни кога е граден. Може да има над 200 години. Ана Пачемска ни ја раскажа непознатата приказна, како се граделе црквите во Берово. Легендата ден денеска се раскажува за младата девојка што се појавувала се до моментот додека во Старо Берово не се изградила црква. Наоѓаме се на местото Старо Берово кое било обколено се со шума, значи бил е просторот само по течението на реката користен за прехрана на населението и најчесто во пролетно време се слушале плач на жена и привидение облечена во бело и почесто, например, вечерно време привидението е престојот на жена облечена во бело на дрвото, кое е на скали, кои во дневни услови не можело да се никако дојде до дрвото. Оваа приказка присутна, оптеретена во консултации со постојниот поп во Берово, луѓето се собрале и пошле на во Благоев град денешен при некој човек кој знаел да гата на плешка од јагне.
овој човек во присуство на Беровскиот поп кажал дека плачот е Света Богородица сака да и се изгради храм и со помош на еснафите во Берово, тогашни, значи поимотните свет е и изградбата на црквата Света Богородица во близината на оваа постојна куќа. Не само многуте приказни, градот има и богата историја. Фотографиите на дедо Илјо Малешевски, Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски во музеот во Берово раскажуваат за храброста во минатото. Документи, оружјето на дедо Илјо Малешевски се поставени во музеот во центарот на Берово. Берово како населба е релативно млада населба, датира некаде од половината на 17-тиот век. До тогаш имало, не дека немало население во Берово и Малешевијата, меѓутоа тоа население било сместено во старите римски населби, Туртела, Селца, Градиште, така се викали тие населби, и биле распоредени во околните Малешевски планини. Населението, барајќи порамно, поплодно земјиште, сакајќи да бидат заедно, почнале да ја формираат населба, така што сега се наоѓа Берово, или да се собираат со еден збор и со тоа собирање или берење на тоа население и градчето го добива името Берово. Инаку, Берово и Малешевскиот крај се со богато историско минато. Јас во оваа прилика би ги спомнал сигурно двајцата најпознати беровчани од половината на 19-тиот век, тоа се дедо Илјо Малешевски и Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски. Дедо Илјо Малешевски е непосредно врзан со развитокот на ајдуството, значи како движење што се појавува во тој период, значи во средината на 19-тиот век. И исто така во тој период действува и работи Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски. Кога се зборува за нив двајцата, не може а да не се зборува или да не се сетиме на Разловечкото востание од 1876 година и Македонско-крстенското востание од 1878 година. Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски со својот бунтовен и револуционерен дух оди на школување во Украина, во Одеса, меѓутоа уште таму го појавува тој бунтовнички свој карактер, е истаран од духовната семинарија во Одеса и го продолжува своето школување во Белград, во военото училиште, каде што се дружи со познати револуционери од Балканот. Од таму му доаѓа идејата и сакајќи да го искористи источната криза и руско-турските војни, тој доаѓа во Берово и го организира Разловечкото востание. Значи тоа е кренато во селото Разловци, кое се наоѓа по текот на реката Брегалница на 20 на километри од Берово, за да подосна заедно со дедо Илјо Малешевски, кој меѓувремено се враќа од Белград, го организираат и го креваат Македонско-крсненското востание во 1878 година, востание кое опфаќа поголем дел од територијата на Македонија, востание кое си имало свој началник на штабот, значи си имало своја управа, тоа бил Димитар Беровски, и интересно е за тоа, за Македонско-крсненското востание, да се спомне дека за прв пат во македонската историографија се напишани правила или начела на востаничкиот комитет со еден збор, тоа востание си имало свој устав. На излазот од градот, природата, културно-историското наследство, етнографијата се надополнуваат еден со друг во една слика. Манастирот Михаил Архангел. Манастирот е изграден во 1818 година. Влегувате во црква изградена под земја. Црквата е многу различна, долга и правоаголниста. Душата што овде живее со векови ја гледате во преубавиот иконостас. Овој манастир е изграден од силата и страјноста на беровчани. Ова денеска е женски манастир. Монахињите дадоа благослов за снимање, но за историјата на манастирот ни раскажа Попилија од Берово. Се вели дека во почетокот на 19 век Берово било некое село од 150 до 200 куќи, имале некоја црква, на некои 100 метри од овдека се наоѓа спомената црква, направен параклис денес на Свети Ѓорѓи. Во тоа време црквата била доста изруинирана и немало услови да се богослужи, така да веќе почнала да се раѓа идеја за градба на нова црква. Свештеник во тоа време во Берово бил поп Пецо и заедно со неколку чорбаџи прават иницијативен одбор за градба на нова црква. Сега
значи за да се гради нова црква па морало да се добие дозвола од надлежните турски власти, а задолжен за Берово бил Радовишкиот Валија. Во една негова посета на Берово, поп Пецо заедно со чорбаджиите го искористуваат моментот и се прават состанок со Валијата и му бараат дозвола за градба на нова црква. Валијата, бидејќи не му било од корист да се градат православни цркви, им поставува 3 услови кои доколку би ги исполниле ќе имаат беровци ќе имаат црква. Тие 3 услови биле, значи црквата да биде изградена за 40 дена. Вториот услов бил, значи целата црква да биде во земјата, само кровот да биде над земјата, и третиот услов бил по Пецо имал 5 керки, најмалата султана да замине во харемот на Валијата. Они безрезервно согласуваат со тие услови, бидејќи таа желба да се има црква била многу по-голема од сите тие услови што биле поставени, и почнуваат со градба на црквата. Успеваат за 40 дена да направат карабина, далеко од тоа дека целата црква би можеле да ја направат за толку краток временски период, но успеваат да направат карабина. Значи првиот услов го задржуваат и место кров ставаат штици ислама и прават еден провизорен верски објект. Вториот услов бил делумно запазен, значи полот црквата е во земјата, поло е над земјата. Едно што не можеле временски да одговорат, друго па и сакале малку да покажат на турските власти дека некој отпор, како да кажеме. Така да во моментот кога доаѓаат турските власти да проверат како оди текот на градбата, гледаат дека беровци отстапуваат од вториот услов и ги убиваат тројцата од чорбаджиите, а по Пецо го носат во затвор во Радовиш. Значи, тоа е со вториот услов. Третиот услов со керката, со султана, таа бега во Кюстендил, во соседна Бугарија, таму бидејќи била воспитана во духот на православната вера, полска керка не било сватливо да оди за турски Валија, бега во Кюстендил, во соседна Бугарија, и таму останува некои 6-7 месеци. Во тој временски период го убиваат и Валијата кај Владимирово, наше село тука Беровско, и веќе настануваат малце порелаксирани услови за доградба на црквата, како и за текот на селскиот живот. Тоа се случувало некаде во периодот од 1815 до 1818. 1818 црквата е доградена, значи според сите православни канони, и осветена, и на осветувањето присуствувал Јоаким Крчовски, верски просветител од тој период. Тоа е за градбата на црквата. Сега, монашкиот живот во дека, значи во Берово почна да функционира некои 30 години подоцна, некаде 1849-1850 година се вели дека снаата и керката на поп Ристо, тогашен свештеник во Берово, а кој па бил зет на поп Пецо за најстарата керка, остануваат млади вдовици и одлучуваат остатокот од својот живот да го поминат во манастир. Бидејќи овдека немаат услови, одат во Рилскиот манастир, таму ги замонашуваат и на Рилскиот игумен му кажуваат дека нивна најголема желба е да се вратат во Берово и да основаат женски манастир. Таа желба им се исполнува и се вели дека се враќаат во Берово, и до црквата Свети Архангел Михаил во Берово имало училишна зграда. Тоа е овдека позади црквата објект, значи училишна зграда каде биле сместени првите монахини. Таа училишна зграда ја основа Јоаким Крчовски при осветувањето на црквата, и до доаѓањето на монахините функционира како келино училиште. Беровскиот крај вела дека е воздушна бања. Тука е благослов да дојдат и оние со покревко здравје, но и оние кои сакат да дополнат богата енергија. Мирисот на боровата шума во студенилото ве прочистуваат. За само неколку минути, вдишан воздух, се чувствувате како да сте спиеле неколку часа.
убавината на Беровското езеро во зимскиот период, зимзелената шума, во комбинација со снегот е предизвик за убав викенд, но секако не ја заборавајте дебелата зимска облека. Најголем бисер за Берово е Беровското сирење. И тука беровчани пофалија најубаво сирење. По прошетката на студеното време заминавме во Беровското место Фета, точно како името на сирењето Фета. Тука ни раскажаа за потеклото на името на сирењето Фета. Приказната ни ја раскажа Михајло Питонски. Ова место правилно се вика Фета. Поврзано ли е со сирењето Фета? Па поврзано, ама има малце една недоволно позната приказка, но ние сме јадовни, бидејќи цел свет крсти Фета сирење, без да не праша некој, без да знаеме. А дојдовме до сознанија дека некој официр во Втори светски рат бил ранет и се задрал тука кај нашите стари да преживи, да се опорави за како би можел да си иде и дома. И престојот негов му се допадало сирење, млеко, храна, пречек на луѓето, а имал тој човек дома краварска фарма, така и приказката. Таа краварска фарма, он правил сирење, исто како нешто бело, само до тога и не знам како го викале, он од тука однел нашето име Фета и го крстил Фета, бидејќи од тука останува прехранен со тоа сирење од нашиот терен и со мерак го крстува сирењето негово таму дома Фета. И од тука се распространува те Бугарија, те Грција, те не знам каде, Суботица, Србија, нема каде не се прави Фета сирење, а никој не знае од каде потекнува. Тоа е од тука, тачно од тука. Само не сме до правата вистина дошле. Сега слушам дека на интернет пишувало некаде тачно каде се наоѓа тој преносачот на името и од каде тргнало. Ама уште не сме дошле до крајна цел. Горди ли сте што сега ја кажавте јавно вистината? Па горди сме, јас одавно ме тишти тоа. Имам еден друг проблем, сите Фета сирења се од млеко Ш класа, собирано млеко и тие работи. Нашето сирење, нашето место е оригинал, намазано од нашите овци, од трлото и со сопствена температура, без апарати за припрема, директно маја ставаме и се прави правото малешевско беровско сирење. Со кое нешто сме и пофалени и наградени, имаме и дипломи за тоа и све. Михајло и неговиот брат Благоја се производители на сирење. Квалитетот на сирењето го потврдиле во Брисел. Таму Благоја добил сертификат за најдобро сирење. Јас добив сертификат, само не знам тачно која година беше тоа, беше некаде 2003 или 2004 година за Брисел. Најдобро сирење од Македонија, од Александар Палац правих репрезентација од моето сирење и добив прво место од Македонија најубаво сирење, кое со тоа сирење се рекламираме за у Брисел да идеме за да добиеме сертификат за извоз во Европа. Тоа е Благој кој го доби сертификатот. Вкусот на беровското сирење во зима не оди без ракија, што навистина ве стопува по прошетката. Нашите домаќини раскажуваат дека иако имаат над 65 години, тука не пијат никакви апчиња, ниту за главоболка, ниту за притисок. Мала доза на ракија, сирење, чистиот воздух, прошетките, бербата на чаеви и печурки е вистинскиот лек за нивното здравје. По пробаното сирење прашавме дали има тајна за вкусното сирење. Благоја ни рече дека само чистата природа го дава брендот на Берово. Беровското сирење, тајната самата природа го прави сирењето да биде добро. Висината, тревката која пазе овцата, пошто е чист крајот, нема загадување никакви, затоа е добро сирењето. Самата паша што ја пасат овците и самата атмосфера, самиот воздух. Никој марифет има околу правењето или? Па има марифет, марифетот е хигиената да биде на висина, да биде добро опрано, се тоа очистено со топла вода. Мисла, без детерџенти со ние го пере повише со свински сапун. Овој на стар начин праен и од детерџентот може да дојде до некоја миризма да остане
И така. Купуваат ли? Купуваат, сирењето ми се троши доста. Носам го за Скопје, за Штип, Кочани. Стигам дури до Охрид. Двете семејства преку целата година издаваат соби и имаат гости цели 12 месеци, доаѓаат од секаде. Природата е посебна преку целата година, без разлика во кој период од годината ќе дојдете, а беровчани со право ја оправдаа додавката пред секој збор. Оти градот, иако е мал, има најубави места што треба да ги посетите.